Студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Од полноќ дизелот поскапува за 3,5 денари, додека бензините засега остануваат со иста цена. Регулаторната комисија ги утврди новите максимални цени по владината одлука ДДВ-то за горивата привремено да биде намалено од 18 на 10%. Владата најавува и дополнителни мерки за стабилизација на пазарот. Од полноќ дизелот поскапува за 3,5 денари. Бензините ќе се продаваат по стара цена. Регулаторната комисија пресече. БС 95 ќе се точи по 86,5 денари. 98-цата по 88,5, додека дизелот ќе стигне до 95,5 денари за литар. Ова се максимални цени, што значи трговците може да одредат и пониски цени од утврдените. Министерката за енергетика прави напори да се зголеми попустот од 2 денари што го добиваат компаниите и на тој начин дополнително да се намалат цените што ги плаќаат граѓаните. Во тек се разговори за нов пакет на услови со кој би се постигнал уште посилен ефект врз стабилизација на цените на горивата, особено кај дизелот. Во таа насока се очекува дополнителен придонес и од малопродажните трговци. Новите цени регулаторна ги пресмета откако владата вчера на вонредна седница реши да го спушти ДДВ-то за горивата од 18 на 10%. Да не беше оваа одлука, бензините ќе беа поскапи за 6,5 денари, а дизелот дури за 10,5 и ќе надминеше 100. Намаленото ДДВ стапува во сила на полноќ. Мерката ќе трае 2 недели, а за тој период државата ќе се откаже од речиси 3 милиони евра. Регулаторната комисија денеска го измени правилникот за формирање на цените. Сега во случај да се смена даноците или таксите што се вклучени во пресметката, ќе може да се носат вонредни одлуки за цените без да се чека редовна седница. Во меѓувреме, денеска стапи во сила кризната состојба на територија на цела држава во период од 30 дена. Во одлуката објавена во службен весник стои дека се активира главниот штаб при Центарот за управување со кризи, кој ќе биде во постојано заседавање заради следење на мерките. Ние сме една од ретките влади во Европа, можеби има уште една или две влади кои што директно од буџетот поддржуваат стандардот на граѓаните и така и ќе продолжиме бидејќи за нас представува најголем интерес и приоритет да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Тоа е и целта на една народна влада, каква што пледира да биде оваа влада. Така што имаме уште неколку чекори, уште неколку мерки, но внимателно ја следиме ситуацијата. Граѓаните и бизнисот треба да бидат спокојни. Во овој момент имаме предизвици, ќе има предизвици, но електроенергетската состојба во државата е исклучително стабилна, но исто така и снабдувањето со нафта и нафтени деривати е исклучително стабилно. Од СДСМ повторно критикуваат дека мерката е задоцната и ќе нема ефект, затоа што поскапувањето на храната веќе започнало. Најзагрижувачко е што владата нема никаква мерка за намалување на цените на храната, без укинување или значително намалување на ДДВ-то на основните прехранбени производи. Цените ќе продолжат да растат, а животниот стандард ќе продолжи да паѓа. Владата засега не планира да воведе ограничување за точење гориво и покрај притисокот од странци кои доаѓаат во земјава за да ги наполнат резервоарите по пониски цени. Потрошувачката е зголемена за речиси 150.000 литри на ден, а најголема побарувачка има во пограничните делови. Мартин Арсов, Сител телевизија. Американскиот претседател Доналд Трамп ги одложи нападите врз иранската енергетска инфраструктура за 5 дена, тврдејќи дека разговорите со Техеран биле добри и продуктивни. Самата најава веднаш ги смири пазарите, а цената на нафтата нагло падна, но стравот од нов шок не исчезнува. Пресврт по ултиматумот од 48 часа кој Трамп им го даде на иранците, ги одложи на 5 дена нападите на електраните, откако објави дека имал добри и продуктивни разговори со режимот на Техеран. На социјалните мрежи Трамп напиша: Сакам да известам дека Соединетите Американски држави и земјата Иран во последните 2 дена имаа многу добри и продуктивни разговори во врска со потполно и тотално решавање на нашите непријателства на Блискиот Исток. Врз основа на тонот и содржината на овие длабоки, детални и конструктивни разговори кои ќе продолжат во текот на неделата, му наложив на воениот оддел да ги одложи сите воени напади против иранските електрани и енергетската инфраструктура за период од 5 дена, во зависност од успехот на тековните состаноци и дискусии.
Но Иран демантира. Не водиме ни директни ни индиректни преговори со Трамп. Сад се повлекува откако слушна дека наши цели ќе бидат сите електрани во Западна Азија, вклучувајќи ги и виталните водоводни системи. Но објавата на Трамп реагира берзанските цени на нафтата. Падна за скоро 10% и сега се движат некаде над $100 за барел. Експертите алармираат, ако не се случи чудо и војната запре во следните неколку дена, ќе следи најзначајната криза по арапското ембарго на нафта во 70-тите години. Unless this kind of stops somehow miraculously in the next few days, we're going to see a very big jump in prices in every single material around the world, from energy to food, because actually farmers depend on fertilizers, and there's a lot of fertilizers that are being produced in the region. There's a lot of scarcity which is coming our way if it doesn't stop fairly quickly. Затворениот Ормудски теснет целосно го запре снабдувањето со нафта. Дури ако утре се отвори, ќе треба долго време за да се нормализира протокот. In an interview with the head of Qatar Energy Boss this week, and he said that essentially he may not be able to supply gas to his customers in Europe and Asia, to some of his customers in Europe and Asia, for 3 to 5 years. To put it simple, the war has been going on for around 20 days plus. And out of these 20 days, the world has received zero supply of oil for 4 days. Just think about this. It's not like minus 10%. It's not 20% less. It's zero supply for 4 days. Од почетокот на војната на 28 февруари, цените на горивата постојано растат, како и стравувањето од значителни поскапувања и глобална инфлација. Меѓународната агенција за енергија веќе размислува за пуштање дополнителни резерви нафта, предупредувајќи дека обемот на енергетска криза е потценет. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Собраниската комисија го поништи огласот за избор на член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Зошто? Што тоа значи? Одговори во овие вести бараше Зоран Јаневски. Да, собранието денеска го поништи изборот за член на антикорупцијската комисија. Според собранието постоела сомнеш дека еден од кандидатите во изминатите 10 години можеби бил донатор на политичка партија, нешто што е забрането според огласот за избор на член во ДКСК. Постапката беше во фаза на селекција, откако во текот на минатата недела четворицата кандидати ги поминаа интервјуата. Но поради ваквиот сомнеш денеска собранието одлучи да го поништи огласот и да се распише нов, по кој што ќе се бара и член на антикорупцијската комисија. Инаку член во ДКСК се бара по оставката на Цвета Ристовска, која замина од антикорупцијска заради сомнеш за судирни интереси, меѓутоа и непријавен имот. Сите детали ги гледаме во прилогот. Поништен е огласот за избор на нов член на антикорупцијска. Собраниската комисија за избори и именувања ја прекина постапката, иако четворица кандидати веќе беа во трака за испразнетото место во ДКСК. Причина е сомнеш дека еден од кандидатите можеби бил донатор на политичка партија во последните 10 години. Поради тоа, комисијата денеска едногласно одлучи да го поништи огласот. Председателот на комисијата Игор Здравковски во телефонски разговор за Сител вели дека тие немаат надлежност да ги проверуваат нотарските изјави на кандидатите. Токму затоа, за да се избегнат сомнежи, одлучиле да ја прекинат постапката. Според експертите, ваквата одлука е оправдана. Предупредуваат дека продолжување на процесот би го довело во прашање кредибилитетот на изборот. Сметам дека е правилна до некаде ова одлука на комисијата, бидејќи знаете таква работа како под некој начин давање, под наводници давање на изјава која не е веродостојна во делот на финансирање на политички партии може да фрли петно, односно да го замагли целиот процес на избор на кандидатот за новиот член на ДКСК. Од друга страна, комисијата можеше да продолжи со останатите тројца кандидати, меѓутоа тоа можеше да предизвика определени реперкусии, членот можеше да се жали и можеше да одоговлечи целата постапка. Еден од условите за избор е кандидатот да не донирал на политичка партија во изминатите 10 години. Минатата недела во собранието беа интервјуирани четворицата кандидати за член на ДКСК.
Антонија Андонова Тасевска прашана дали донирала, рече дека не се сеќава. Борче Стојановски пак изјави дека никогаш не донирал на политичка партија. Огласот беше распишан по оставката на Цвета Ристовска. Таа се повлече по обвинувањата за судирни интереси и непријавен имот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Контролите на Фондот за здравствено осигурување открија сериозни неправилности и можни злоупотреби на боледувањата кај вработени во МВР. Злоупотреба кај секое пето боледување во Министерството за внатрешни работи констатирал Фондот за здравство. Неправилности се утврдени кај 100 од контролирани 514 боледувања. Матични лекари и специјалисти издавале ваков документ без направен рентген или други дијагностички процедури. Со вакви нецелосни испитувања за поставување на дијагноза, вкупно 29 лица вработени во МВР многу често отсуствувале од работа. Поради грешки во постапката, ФЗО казни 29 матични лекари, од кои 2 гинеколози, 3 специјалисти и 2 првостепени комисии. Вкупниот казни изнесуваат 1,2 милиони денари за овие ПЗО кои беа опфатени во контролата. Најчести недостатоци е непридржување кон задолжителните дијагностички постапки за издавање на боледување. Чисто за илустрација, ако имате лумбаго, потребно да има рентген снимка што ќе се потврди дека имате лумбаго. Освен во МВР, од фондот информираат дека повеќе нецелосни боледувања имало и во АРМ, царината и јавното здравство. Неголеми злоупотреби се правеле со кратките, испрекинати боледувања од 7 или 15 дена, кои се под мој термин, а тие лица многу често менувале матични лекари, бидејќи во дел од овие служби, вклучително и во полицијата, и кратките боледувања се исплаќале 100% на плата. И се надеваме дека со проектот за интероперабилност на двете бази ќе ни се овозможи да ги погледниме и кратките боледувања, бидејќи во испрекинати боледувања со кратки паузи на различни дијагнози се најчестите злоупотреби, а тие податоци се во мој термин. Бидејќи кратките боледувања се под мој термин, а долгите на 30 дена се во надлежност на ФЗО, државата нема увид колкав е процентот на користени боледувања, кој во Европа се движи од 2 до 5% од вкупното работно време. Александар Динев, Сител телевизија. Предвидливо и достоинствено решение на спорот со Бугарија, кое ќе обезбеди гаранции за Македонија. Ова било фокусот на средбата на Монсунски Кос во Брисел, но министерот за надворешни сепак вели дека детали во јавноста нема да се откриваат додека не добијат конкретен предлог за да не се наруши процесот. Според Монсунски, очигледно е задоволството во Брисел од динамиката во која земјата ги спроведувала своите задачи од реформската агенда. Државата е пофалена за конструктивните чекори што ги има превземено во делот на имплементација на реформската агенда. Навистина тука се издвојуваме и од другите земји кандидати во последните месеци после локалните избори. Сме земја со целосно согласена заедничка надворешна и безбедносна политика, па дури и во стратешката определба одиме и надвор од рамките во позитивен контекст во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика. Имаме предизвик со Бугарија за кој што треба да работиме да најдеме решение, но на достоинствен начин во рамките на чекорите што ги презема владата.